σύνορά μας. Γιατί σε εμάς έπεσε ο βαρύς κλήρος να δώσουμε τη μάχη για να θέσουμε τέλος σε μια ιστορία που 50 χρόνια ταλαιπωρεί τη χώρα μας. Δεν θα υποστείλουμε τη σημαία του αγώνα. Το όνομά μας είναι η ψυχή μας. Според сегашните грчки тврдења, Македонија секогаш била сметана за грчка земја. Постојано се повторува дека историјата веќе била напишана. Кога станува збор за современите грчко-македонски односи, за разликите околу името помеѓу Република Македонија и Република Грција, грчките политичари и општественото мнение вообичаено се повикуваат на историјата, тврдејќи и сега и порано дека Македонија отсекогаш била грчка земја, што значи според историјата нив им припаѓа ексклузивното право да го користат името Македонија. Από πότε υπάρχει ελληνικό έθνος, αν ρωτήσετε έναν πολίτη εδώ, βγείτε στον δρόμο και το ρωτήσετε, θα σας πει από αρχαιοτά των χρόνων. Ήταν οι Αθηναίοι, οι Σπαρτιάτες, οι Θηβαίοι, οι Μακεδόνες, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Φίλιππος, ήταν μετά την εποχή των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ήταν μετά το Βυζάντιο, ήταν μετά στην τουρκοκρατία το υπόδουλο ελληνικό έθνος και όλα αυτά κατέληξαν στο ελληνικό κράτος, στο ελληνικό βασίλειο του 1830. Меѓутоа, некои искази на видни грчки интелектуалци од 19-тиот век укажуваат на постоење на различни размислувања, кои, иако не биле мнозинство, во однос со оние кои мислеле дека Македонија е грчка, сепак биле од исклучителна важност. Секој научник, историчар, треба честно да каже дека прашањето за етничката припадност на античките македонци не е затворено во науката, односно не е решено. Има различни мислења за нивното потекло. Едно од најстарите мислења, искажено во 19 век, е дека биле грчко племе. Другите мислења се дека биле тракиско, илирско, племе слично до грчкото или сосема одделно племе. Анастасиос Псалидас, грчки интелектуалец од периодот пред грчкото востание и создавањето на современата грчка држава, пишувајќи за Македонија нагласил: Македонија е добро позната заради кралот Филип и неговиот син Александар Велики. Меѓутоа, сега земјата е бедна бидејќи е населена со беден народ. Таа е богата со жито, вино, свила, памук и други производи. Меѓутоа, знаењето целосно исчезна и нејзините жители се бугари, турци, малку грци и власи кои дојдоа од Албанија. Кога во прашање Македонија и незиното античко минато, во Грција се водела жестока дебата дали античка Македонија припаѓала на античката грчка историја или не. Константинос Папаригопулос, еден од основоположниците на современата грчка историографија, одиграл огромна улога во внесувањето на античка Македонија како дел од грчката историја и наследство. Именно тој најпрво во 1844 година вели дека Филип II бил окупатор, односно бил странец. За да во 1849 година веќе го смени мислењето и за античките македонци почнува да кажува дека тие се всушност хибридна раса, која што имала и нешто грчко во нив. Кулминација на сите овие негови изјави е тоа што го напишал во 1853 година во еден учебник по историја, каде што вели дека Филип II не само што не е странец, туку тој е и грк. Папаригопулос во 1853 година во еден училишен учебник напишал дека кралот на Македонија Филип, кој во 338 година пред новата ера ја наметнал својата власт на цела Грција, не бил странец. Македонците, иако тие не биле споменати во пораните фази, биле грци.
Спиридон Замбелиос, голем грчки интелектуалец по потекло од Јонските острови, во едно свое дело забележал дека не било мудро што античките македонци биле сметани како окупатори и странци во Грција. Изнесените зборови на Папаригопулос и на Замбелиос го поставуваат прашањето дали во минатото сите грчки интелектуалци ги сметале античките македонци за Грци. Видни грчки интелектуалци како Рангавис или како Јаковос Ризос Нерулос или како Сариполос тврделе дека античка Македонија не е грчка. Тврделе дека Александар Македонски и неговиот татко Филип биле окупатори на Грција, а не ослободители. Видни и влијателни грчки интелектуалци ги сметале античките македонци за освојувачи на Грција. Некои од нив тој став го искажале и пред создавањето на грчката држава. Еден од најголемите грчки преродбеници, Адамантиос Кораис, сметал дека со победата на Филип кај Хајронеа, Грција ја загубила слободата. Во едно свое дело, кога пишувал за островот Хиос, Кораис нагласил дека островјаните потпаднале под робството на македонците, па потоа под римјаните, па под геновјаните и на крај под турците. Исто така еден друг грчки преродбеник, Григориос Палјуротис, напишал дека смртта на Филип дала храброст во срцата на грците, кои се понадевале дека може да ја повратат слободата. Во книгата Елиникиномархија од анонимен автор, издадена во Италија во 1806 година, стои дека со доаѓањето на Филип на македонскиот престол, Грција за прв пат ја губи слободата. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν ένα ελληνικό φύλο, επειδή όμως ζούσε στα σύνορα, είχε ορισμένες ιδιαιτερότητες και είχαν ορισμένες επιδράσεις από τους γείτονες. Античките грци, кои биле современици на античките македонци, не ги чувствувале македонците како своји сонародници. Тоа многу јасно се гледа од податокот кај Херодот, таткото на историјата, нели, кој што во врска со барањето на Александар I, македонскиот крал, кој што владел во почетокот на 5 век пред нашата ера, сакал да учествува на Олимписките игри и бил одбиен со образложение дека игрите за надпревар на хелените се, а не за барбарите. За разлика од денешно време, во антиката, терминот барбарин означува оној што не зборува хеленски јазик. Όταν οι ίδιοι προσπαθούν πάντα να αποδείξουν ότι είμαστε Έλληνες για να γίνουν αποδεκτοί και να μπουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες κτλ., για μένα το ζήτημα έχει λήξει το τι ήταν αυτοί. Имено, античките македонци имаат кралско, специфично кралско уредување, така наречено кралство од конституционален тип, додека пак хелените, старите грци, живеат во градови држави, така наречени полиси, и тоа е нивниот придонес во светската цивилизација, како што е придонесот на македонците во светската цивилизација, апсолутната монархија од просветен тип, што ја воспоставил Александар Македонски и кој што ја почнал, ја направил првата глобализација во историјата на човештвото. Големиот грчки интелектуалец Николаос Сариполос при воведното предавање на Атинскиот универзитет на 21 октомври 1848 истакнал дека по битката на Хајронеа големиот пепел на робството фрли темнина врз Грција. Όταν το Μακεδονικό Βασίλειο επί Φιλίππου αρχίζει να επεκτείνεται, τότε προκαλεί οικονομικό πόλεμο στην Αθήνα, διότι ο Φίλιππος είχε ανακαλύψει νομίσματα και υπέσκαπτε κατά κάποιο τρόπο τις αποικίες που είχαν οι Αθηναίοι. Έτσι μπορεί να καταλάβει κανείς την επίθεση που κάνει ο Δημοσθένης εναντίον του Φιλίππου. Είναι οικονομικά τα αίτια. Но дали нападите на Демостен врз Филип биле само од економска причина или нешто многу повеќе од тоа? За ова може би најдобро сведочат познатите политички говори Филипики на најголемиот и најславниот говорник на античка Грција Демостен, со кои тој го напаѓа кралот Филип II Македонски и неговата експанзија, но во исто време ги критикувал и атињаните и ги повикувал на одлучна акција против македонците. Па така тој ги истакне:
Филип не е ниту Хелен, ниту пак е близок со хелените, не е ниту варварин од земја за која нешто убаво би можел да кажеш, туку е чума македонска, од каде порано човек ни роб не би купил. Судирот меѓу Македонското кралство и Атина во прв ред како водечка сила меѓу старите грци бил колку економски, толку и политички. Хелените имале трговски врски со македонците поради нивната економска зависност. Зависноста на Атина е заради дрво, за изградба на бродови кои биле потребни за снабдување со основните животни намирници, житото од нејзините колонии, односно од грчките колонии на Црното море. Така што Атина секога се мешала во внатрешните работи на Македонија, во династичките борби, обидувајќи се да има свој човек, во наводници, на македонскиот престол. Крај на таквото мешање ќе стави Филип II, кој што ќе и даде водечка улога на Македонија во источниот Медитеран. Во времето на Филип II, регионот Македонија, каде што денеска се наоѓа Република Македонија, бил нарекуван Горна Македонија, а регионот под Гевгелија па се до Солун бил нарекуван Долна Македонија. Јаковос Ризос Нерулос, председател на Атинското археолошко друштво, на еден состанок на ова здружение, одржан на Атинскиот Акропол на 25 мај 1841, меѓу другото изјавил: Битката се случи кај Хајронеа. Во неа победи Филип. Меѓутоа, Филип направи нешто пострашно. Тој го создаде Александар. Είναι αυτοί οι οποίοι διέδωσαν τον ελληνισμό με την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Παντού δημιουργούσε ελληνικές πόλεις. Η ελληνική γλώσσα έγινε γνωστή και γι' αυτό ο χριστιανισμός νίκησε χάρη στον ελληνισμό. Ο Απόστολος Παύλος κήρυξε στα ελληνικά. Όλα αυτά είναι η κληρονομιά. Старогрчкиот јазик во антиката е јазик со меѓународен статус и тоа од првиот милениум пред нашата ера, тоа значи околу 500 години пред Александар Македонски. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι ήταν κάτι διαφορετικό και ότι διέδωσε την ελληνική κουλτούρα επειδή εκτιμούσε τα ελληνικά γράμματα και επειδή είχε διδαχθεί από τον Αριστοτέλη. Градовите што биле основани од Александар во текот на неговиот поход имаат македонски имиња, а во зависност од бројот на населениците, дали преовладувале грци или македонци, имаат грчко или македонско уредување. Денес тоа многу убаво го знаеме заради надписите, кои што се откриени после Втората светска војна со ископувањата, на кои што се спомнуваат градски управници, чиновници, кои какви што нема во градовите со грчко уредување. Такви се, например, пелиганите, полигарсите и така натака. Заради ова, во науката, уште во 19. век, големиот германски историчар Густав Дройзен го вовел терминот хеленистички, за да се направи разлика со хеленски. Кога ќе речеме хеленски, тоа е културата на хелените, старите грци, додека хеленистички период и хеленистичка култура е онаа култура која почна да се создава со походот на Александар Македонски и во чие создавање има елементи од културите на староисточните народи, од културата на античките македонци и се разбира од културата и на античките хелени. Значи, таа култура е космополитска, а не е национална, во наводници национална, оти во антиката нема нации, како што е хеленската. Имено уште во времето на востанието, кој што почнало во 1821 година, завршило 1830 со создавањето на грчката држава, која што е продукт на мешањето на големите сили, а не само на грчката борба за независност, еден грчки интелектуалец кој случајно бил и прв председател на Грција, Каподистријас бил прашан од страна на големите сили до каде се грчките барања за новите граници на новата држава. Тој ја предложил линијата Олимп Мецово со образложение. Оваа линија исто така во минатото ја делела Грција од северните соседни земји.
Во средниот век и во модерното време Тесалија секогаш беше задржана како Грчка, додека Македонија беше освоена од словените и многу други раси. Според Каподистријас, оваа линија била добра за раздвојување на двата народа или поточно држави. Тој сметал дека според регионите со востанија во Македонија, на Грција би требало да и припадне и територијата јужно од линијата Олим-Порфански залив, како и Негуш и Халкидик. Тука беа усогласени политиките и ставовите на моќните големи сили, трите големи сили или меѓународен фактор, како што викаме, и тие многу брзо и призна независност од држава заради посебната стратегиска местоположба и ограничија да биде една мала островска земја на Пелопонес и со еден мал тесен појас во континенталниот дел, кај што немаше да речеме никакви допирни точки со централниот дел на Балканскиот полуостров. Грчката држава создадена во 1830 година, на почетокот, како и сите млади држави, се соочувала со сериозни предизвици. Во составот на новата држава влегле Атика, Средна Грција и Пелопонес, заедно со еден дел од Егејските острови. Θέλω να πω ότι όταν δημιουργείται αυτή η έννοια της ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού, αυτό υπάρχει νωρίτερα, πριν από τη δημιουργία κράτους, από τον Ρίγα τον Βελεστινή, τον Φεραίο. Από εκεί μιλάει για το Βυζάντιο εδουλώθημεν και αυτός είναι ο πρώτος ο οποίος βγάζει την χάρτα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θέλω να πω ότι αυτά υπάρχουν μέσα στην ελληνική εθνική ιδεολογία. Постепено, античките македонци, нивната држава и историја започнале да се сметаат за дел од грчкото минато и традиција. Во 1843 година во Грција избива едно, според некој востание, според некој класичен државен удар. И кралот Отон бил принуден да донесе решение за свикување на избори кој ќе го пополнат уставотворното собрание со цел да биде донесен првиот устав на кралството Грција. Во текот на расправиите во собранието се отворило и прашањето за грчкото државјанство. Пратениците воделе жестока дискусија. Дали сите учесници во грчкото востание од 1821 година, кои тогаш живееле на територијата на кралството Грција, а биле родени во османлиската држава, требало да добијат државјанство. Тоа било повод влијателниот грчки политичар Јоанис Колетис да го одржи говорот во која споменал и големата идеја или мегали идеја. Грчките востаници не се бореле за таа територија. Грчките востаници не се бореле за државјанство да добијат само оние што се родени во рамки на кралството Грција, туку и за оние луѓе што се родени на територијата на тогашната Османлиска империја. Според него, секој народ имал своја голема идеја, а во овој случај тоа подразбирало обединување на грците. Ο ελληνισμός έχει δύο αποστολές. Ή θα περιοριστεί στο εθνικό του αθηναϊκό κράτος που στρέφεται στον κλασικισμό όταν δημιουργείται ένα κράτος, γιατί τότε αυτό που καταλαβαίνει ένας Ευρωπαίος είναι η αρχαία Αθήνα, ο κλασικισμός κτλ. Ή αν θέλει να κάνει μια πολιτική, ας το πούμε, να επεκτείνει τα σύνορα και πρέπει να αναζητήσει μια ιδεολογία, μια βάση, αυτό το αναζητεί με την κληρονομιά των αρχαίων Μακεδόνων και με το Βυζάντιο. Και το Βυζάντιο τα πρώτα χρόνια δεν μπαίνει μέσα στην ιδεολογία, μετά όμως γίνεται συστατικό στοιχείο. Мегали идејата промовирана од Колетис релативно брзо е прифатена и понатаму ширена од политичарите и интелектуалците, кои всушност го креирале јавното мислење во секоја држава, во случајов кралството Грција. Ќе дојде до реформа на школскиот систем во Грција и особено на реформа на оние предмети во рамките на училишниот систем кои што се важни за развивање на националната свест. Тоа се историјата, грчкиот јазик и географијата. Константинос Осопиос, во својот говор по повод неговото стапување на ректорска позиција на Атинскиот универзитет во 1856, нагласил дека Александар Велики бил символ на единството. Оваа промена на погледите кон античка Македонија во иднина се покажала како мощна полезна за грчките интереси во однос на регионот Μακεδονία. Κάθε φορά που το ελληνικό κράτος, οι ελληνικές ελίτ ακούν τη λέξη Μακεδονία, μακεδονικό έθνος, μακεδονικό κράτος κτλ,
πετάγονται, ας το πούμε έτσι, είναι ένα reflex, ένα αντανακλαστικό από ένα φόβο. Ποιος είναι ο φόβος? Ότι θα αμφισβητηθούν τα εδάφια αυτά. Самите Грци немале представа што е всушност Грција и до каде се простира Грција. Така, имаме автори кои што сметале дека Грција била само до Олимп. Други автори пак сметаат дека Грција се протегала до Шар планина и до Балкан планина. За да некои автори толку претераат за да ја сместат Грција дури до Дунав, па дури и до Тигари Еуфрат. Истакнатиот грчки интелектуалец Александрос Суцос, кој несомнено бил под влијание на зборовите на Колетис, во брошурата Панорама на Атинското народно собрание нагласил: Нашиот трон остана таму. Нашиот религиозен водач, патриархот, остана таму. Големите столбови на зградата Јонија, Тракија, Бугарија, Епир, Македонија и Тесалија останаа таму. Ние натаму треба да ги насочиме очите. На грците им требаше животен простор. И затоа тие како, независно од кризите што случува и внатрешните поделби во грчкото општество, па и превратот што се изврши државен, нивното внимание беше на државата, на сите политички фактори, да се дојде до територијално проширење, односно до животен простор таму каде што ќе може да се создадат услови за развој на грчката држава. Повторно во тој поглед предводничка улога има Константинос Папарикопулос, кој што почнал да ја промовира идејата дека грчкиот свет и грчкиот народ се протега на север, најмалку барем до Шор планина, до планината Балкан во Бугарија, што значи дека тие области всушност треба да влезат во идната грчка држава, која што требало на некој начин да представува реинкарнација на Византија и центар на тогашниот православен христијански свет. Според него, сите земји јужно од овие планини биле исклучиво грчки, бидејќи ги сочувале нивните историски имиња Македонија и Тракија. Грција секогаш беше слаба држава. Економски секогаш на работ на обстојувањето или како пред финансиски банкрот. Таа цело време живееше или се одржуваше со финансиска помош од европските банки. Дури во време на востанието им дадоа заем, така да речеме, британски заем, за да може да се одржи. Во тие околности тие го избра најпродуктивниот пат како може да ги остварат својата голема идеја или голема државна идеја со πολιτиката. Το ελληνικό κράτος υπήρξε για 100 περίπου χρόνια, δηλαδή από το 1821, στο πούμε έτσι, που δεν ήταν κράτος, αλλά που ξεκίνησε η Επανάσταση, μέχρι το 1922, χοντρικά, υπήρξε ένα κράτος αναθεωρητικό. Ήθελε διαρκώς αλλαγή των συνόρων. Δηλαδή στο δικό του γονίδιο, αν μπορώ να το πω, βάλτε το σε εισαγωγικά, η αλλαγή των συνόρων υπήρξε αυτό που για αυτό το κράτος υπήρξε πολύ ζωτικό, πολύ ζωτική σημασία γεγονός. Ниедно политичко прашање на Балканот не се решува без поддршка од големите сили и затоа е потребна нивната логистика, а тоа најдобро може да се стори преку изготвување на разни карти и статистики, доколку се промовира дека во Македонија живее грчко население. Една од првите статистики се однесува на османлиската држава и објавена во Грција во 1853. Авторот на оваа статистика, Сариполос, врз база на, како што самиот напишал, неговите истражувања, стигнал до следните бројки. Вкупниот број на жители во Македонија изнесувал 760.000, од кои 500.000 биле грци, 120.000 биле власи и словени, 100.000 турци и 40.000 евреи. Тука треба да се напомене дека Сариполос не дава подетелни податоци за распоредот на населението по региони во Македонија. Минорно беше грчкото население на централниот дел на Балкан, особено во Македонија. Концентрирани беа тие во Халкидичкиот полуостров, како колони во поголемите трговски центри, и тука се ограничуваше. Другото беше православните верници кои ја признаваа, односно припаѓаа на Цариградската патриаршија. Сега, тие представуваат дека преку припадноста на црквата, дека тие се грци. Οι Σλάβοι ως Ορθόδοξοι ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχική. Έτσι. Αυτό σημαίνει μπορεί να μιλάνε σλαβικά ιδιώματα στα σπίτια τους, στην εκκλησία ακούνε τα ελληνικά και οι πλούσιοι στέλναν τα παιδιά τους σε ελληνικά σχολεία. Во тој момент
на територијата на Османлиска Македонија делувала само Цариградската патриаршија. Немаме словенска црква. Немаме црква во која што проповедите би се одвивале на словенски јазик. Таа имаше моćна позиција и во Османлиска држава, во структурите на власт, но исто така и како и авторитетна институција за целото православие, па исто така и за христијанските држави во Европа. И таа беше голем адут кој што е застана зад голема грчката идеја. Првата поопширна грчка статистика за Османлиска Македонија била објавена во списанието Пандора во јуни 1869. Според оваа статистика, Македонија ја населувале грци, грко-албанци, албанци, власи, словени, роми и евреи. Според составувачите, во статистиката стои дека најголем дел од населението било грчко или поточно 799.000 грци. Целта на овие статистички бројки била да се покаже дека грчкиот елемент доминирал во Османлиска Македонија. Во Грција биле свесни дека етничкиот состав во регионот Македонија не одговарал на грчките аспирации. Огромниот дел од населението немал грчко потекло. Дури во оние делови на регионот Македонија кои што денес се во рамките на Република Грција, кој ние го нарекуваме Егејска Македонија, грците Грчка Македонија, мнозинството од населението било словенско. Артур Еванс во еден свој напис во Лондонски Таймс од 5 октомври 1903 година, пишувајќи за бројноста и територијалната распространетост на грчкото население во Македонија, запишал: со исклучок на една тесна ивица на југ и неколку распрснати центри без поголема важност, во внатрешноста на провинцијата грчкиот елемент нема вистинско влијание во Македонија. Δηλαδή το μακεδονικό ζήτημα είναι ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί την Ελλάδα, το ελληνικό κράτος, από τα τέλη του 19ου αιώνα. Είναι ένα ζήτημα ουσιαστικά θεμελιώδης ως προς την αλλαγή των συνόρων και ως προς την επέκταση που θα καταλήξει στους Βαλκανικούς πολέμους, στο μεγάλο πόλεμο, δηλαδή 12-13, όπου πραγματικά προστίθεται έδαφος πολύ σημαντικό στην ελληνική επικράτεια. Без Македонија не било можно да се добие Тракија, а со тоа и градот кој бил сон на грчките националисти, Цариград. Затоа историјата и територијата на античка Македонија во иднина играле важна улога во грчките аспирации кон Османлиска Македонија, како и во зацврстувањето на тврдењата дека Македонија била античка грчка земја. Во 1870 година, со подршка на Русија, е формирана Бугарската екзархија, православна црква која што треба да ги задоволи христијанските потреби на православното население на Балканот, кое што пред се зборува словенски јазик. Άρα έπρεπε ο λεγόμενος μακεδονικός αγώνας, μακεδόνσκα μπορμπά, όπως εμείς τον αντιλαμβανόμαστε, είχε ορισμένα επίπεδα. Το πρώτο ήταν το εκκλησιαστικό. Τότε το μακεδονικό για μας είναι βουλγαρικό ζήτημα. Ήταν η βουλγαρική εξαρχία που ήθελε επισκόπους Βούλγαρους. Και στην Αχρίδα και στα Σκόπια και στα Βέλεσσα μετά και στο μοναστήρι και στη Δίβρα υπήρχε επίσκοπος που ανήκε στη βουλγαρική εξαρχία. Со екзархијата се предвидуваше епархиите со славенско население да бираат кон кого ќе се предадат, дали кон грчката или кон бугарската екзархија. Το να ταυτιστεί ένας Σλάβος με τη βουλγαρική εθνική ιδέα τον 19ο αιώνα, αυτό είχε μία βάση. Μιλάω μία γλώσσα η οποία είναι σλαβική. Δεύτερον, υπάρχει ιστορική ρίζα? Υπάρχει. Υπήρχε ένα κράτος μεσαιωνικό βουλγαρικό. Особено шокантно за грчката надворешна политика биле референдумите што биле одржани во Скопје и во Битола, на кои што населението масовно се приклонило кон екзархијата. Политичките настани кои се случиле на Балканот со започнување на големата источна криза од 1875 до 1881 година, меѓу другото, довели и до преиспитување на територијалните апетити на Грција кон Османлиска Македонија. Со Берлинскиот договор на 6 големи
сили и османлиска држава, со кој што главно заврши источната криза, на Србија и се призна независност, на Црна Гора независност, а тога и се призна автономен статус на Бугарија. Со која во иднина Грција ќе има големи проблеми и несогласувања околу Македонија и Тракија. На сите овие држави им се призна држава независност и се создаде нова историска реалност на Балканот. Некаде во 1880 година, грчкиот министер за надворешни работи Харилаос Трикупис ќе испрати едно барање до грчките конзулати во Македонија и Тракија да направат една анализа до каде, според нивните гледишта, би било можно Грција да бара територијално проширување. Грчкиот консул во Битола Логотетис на 2 јули 1880 година испратил одговор до Трикупис во кој сугерирал јужниот дел од Македонија, кој според него бил грчки, да се одвои од северниот по линијата Демирхисар, Крушево, Прилеп, Мариово, Струмица, Драма, Серес. Неговиот колега од Солун, Ватикиотис, предложил северната граница на областите во кои според него доминирал грчкиот елемент да се движи од Родопите кон Кресна и Малеш, па би продолжила кон устието на Црна река во Вардар и преку Тиквеш, Битола, Преспа и Охрид би завршила кај Корча. Во 1876 година, познатиот германски картограф Хенри Киперт издаде една етнографска карта на Балканот, која ќе предизвика жестоки реакции во Атина. Само најјужните делови на Македонија биле означени дека се населени со грчко население. Во Атина се решава по Берлин да биде испратен Папа Ригопулос и да почне да преговара и да разговара со Киперт околу модификација на оваа карта. Тој во преговорите со германскиот картограф Киперт во периодот од 1877 до 1878 година го убедил последниот како грчки реони во османлиска Македонија да ги означи областите јужно од линијата Разлог, Неврокоп, Мелник, Струмица, Воден, Преспа. Докажувал дека она што во 19. век под влијание на панславизмот и останатите земји било именувано како територија Македонија во низините природни географски граници, сушност не одговара со историската вистина и при тоа ги нуди аргументите дека некогашната моќна античка Македонија сушност никогаш не се протегала до Шарпланина, никогаш не излегувала до Согоските планини и затоа ја нудат оваа линија која што се протега појужно и тогаш всушност го создават и терминот вистинска Македонија. Непосредно пред почетокот на Берлинскиот конгрес била издадена брошура со мапа за сликовита представа на идејата. Насловот на оваа брошура е објаснувачка забелешка за етнографската карта на грчките, словенските, албанските и романските земји, направена од Хенри Киперт. На тој начин дошло до поместување на линијата на областите на Балканот, кои биле населени со мнозинско грчко население кон север. Τον 19ο αιώνα λειτουργεί πολύ ο ιστορισμός. Έπρεπε να αποδείξεις ότι έχεις ιστορική καταγωγή, ότι έχεις πλούσιο ιστορικό παρελθόν, ένδοξο παρελθόν, ότι ταυτίζεσαι με ένα χώρο στον οποίο μπορείς να φτιάξεις αργότερα το εθνικό σου κράτος, ότι υπάρχει μία δύναμη η οποία μπορεί να σε βοηθήσει. Линијата по која во иднина ќе се движат грчките аспирации била исцртана. Во меѓувреме Папаригополос прави друга анализа и ја дели Македонија на 3 јазични зони. Вели првата јазична зона, јужно од Костур спрема Негош, малку посеверно од Солун, па спрема Драма, е неоспорно грчка јазична зона. Втората зона е од ова јужна јазична грчка зона до најсеверната линија на грчките аспирации. Папаригополос вели таму населението е мешано. Во зависност кој ќе победи во пропагандната активност, тој ќе ја добие таа територија. А над северот, од најсеверната линија на грчките интереси, е вика неоспорна словенска зона. Понекогаш ја нарекува српска, понекогаш најчесто бугарска, македонска воопшто не спомнува. Со цел да се обезбеди јужната линија,
Папаригопулос предложил засилување на пропагандните акции по линијата Битола, Гевгелија, Струмица, Мелник. Во 1885 година, во влијателното британско списание The Contemporary Review се појавила една статија во која еден анонимен грчки државник, како што се потпишал, ја промовирал идејата за поделба на Македонија на два дела, но и за намалување на границите на регионот во рамките на линијата за која станува збор. Тргнувајќи од линијата која започнувала над Валона и продолжувала кон Охридското езеро, авторот истакнува: Тоа не носи до северните граници на вистинска Македонија, која е, а ние тврдиме, целосно грчка земја. Во оваа статија го сретнуваме терминот «вистинска Македонија», кој бил прифатен од страна на грчките политичари и интелектуалци, со цел да се докаже дека античка Македонија немала врска со географскиот регион Македонија од 19-тиот век. Αυτό το οποίο στην αρχαιότητα ονομαζόταν Μακεδονία ήταν ένας γεωγραφικός χώρος, ο οποίος δεν συμπεριλάμβανε τα Σκόπια. Τα Σκόπια ήταν πρωτεύουσα τότε της Δαρδανίας. Έπιανε βέβαια την Πελαγωνία προς το βορρά και από κάτω ξεκινούσε από την Πιερία η Μαθία, από την Μεθόνη, κάτω από τον νότο. Откако оваа линија на северни грчки аспирации во регионот Македонија ќе биде направена, таа ќе треба да се употреби. Се употребувала во науката, меѓутоа се употребувала и во преговорите кои што грчката држава ќе ги води со Србија и со Бугарија за поделба на регионот Македонија. Бугарскиот кнез Александар Батенберг бил првиот балкански монарх кој имал можност да слушне за оваа линија. Тој во 1883 година ја посетил грчката престолнина. Тогаш се сретнал и со премиерот Харилаос Трикупис, најголемиот застапник на оваа идеја. Трикупис во разговорот со Батенберг понудил линија на разграничување во која се наведени грчки барања кои се однесувале на Османлиска Македонија. Факт е дека тогаш не бил постигнат таков договор за разграничување на сфери на влијанија по оваа линија, што значи дека бугарскиот кнез всушност не ја прифаќал во основа таа линија која што ја предлагале грците. Кон крајот на 19-тиот век, грците повторно ја актуализирале оваа линија во разговорите со бугарскиот дипломатски представник во Атина Димитров, но и тогаш не бил постигнат никаков договор. Грците сакале да ги убедат бугарите дека немаат потреба од излез на море преку некое пристаниште во Османлиска Македонија. Бугарите пак исто така, повикувајќи се на средновековната историја и на традициите, претендирале на овој простор и барале излез преку Македонија на Егејското море. Ти не може да се договорат за разграничување, затоа договорија само начелен сојуз без решање на територијалното прашање. А тоа значи свесно го препуштија, секој верувајќи дека во текот на војната ќе го постигне тоа што треба да се постигне. За разлика од односите со бугарите, врските со србите биле поблиски и порелаксирани, бидејќи српските позиции во Македонија биле послаби. Српската пропаганда е многу послаба во Македонија, а тоа е последица на тоа што пак србите немале официјално призната црква во рамките на Османлиската империја и тука ќе започне една српско-грчка соработка во однос на Македонија. Српската држава, за да го засили своето влијание во Македонија, настојувала преку Цареградската патриаршија да обезбеди поставување на срби за митрополити во северните делови на Македонија. Патриаршијата начелно се согласила за ракополагање на срби за митрополити во Северна Македонија, но Атина тоа го условувала со преговорите за поделба на Македонија на интересни сфери. За србите не биле прифатливи грчките територијални претензии кон Македонија, а од друга страна, грците били изненадени од српските претензии кон Битола, Костур, Струмице и Серес. 67 година подпишуваат еден политички договор за сојуз, Србија и Грција, Српско-грчки сојуз, а 68 година и подпишуваат една војна конвенција. Значи се подготвуваат за војна.
Околу постигнувањето на некаков договор за поделба на Македонија на интересни сфери, во кои би се вклопила и линијата за поделба на Македонија на два дела, Грција и Србија преговарале и во 1899 година. Ке создадат еден договор за поделба на Македонија на грчка и српска зона, меѓутоа тој договор србите од која ќе се согласат да го направат, нема да го потпишат. Српскиот крал Александар Обреновиќ ќе стане свесен дека српските отстапки биле преголеми. Така пропаднала можеби единствената можност некоја од балканските земји да потпише договор со Грција за поделба на Македонија на интересни сфери кој одговарал на грчките аспирации. Во 1903 година бил извршен попис на населението во Солунскиот и Битолскиот вилает, кој бил предводен од познатиот картограф капетанот Патроклос Кондујанис. Тој како податок за етничката припадност на граѓаните, покрај нивната верска припадност, го ставил и мајчиниот јазик. Тој податок како резултат дал бројки за составот на населението кои не и оделе во прилог на грчката теза дека во ново дефинираната грчка Македонија сите како мајчин јазик го имаат грчкиот јазик и дека за нивната припадност кон грчкиот милет е важно само тоа дали се дел од него. Тоа е причината што до денешен ден извештајот од пописот на Патроклос Кондујанис се држи во бункер во Грчкото министерство за надворешни работи. Не е познато на кој начин познатиот грчки историчар и публицист Тасос Костопулос успеал да дојде до тој извештај и да објави делови од него во неговата книга Забранетиот јазик, во која ја објавил табелата со податоците за составот на христијанското население во Солунскиот и Битолскиот вилает, според која од вкупните 798.812 христијани, елинофоните учествуваат со 306.619 лица, односно со 38,4%, додека славофоните биле застапени со 421.798 лица, или со мнозинство од 52,8%. После ваквите бројки и пописни резултати, грчката држава тргнала во уште поголема офанзива да ги промени ваквите состојби на теренот и на секаков можен начин да ја промени етнографската карта на историска Македонија. Во средината на 90-тите години во Македонија се јавува уште еден нов фактор кој што во известна смисла ќе им ги пореметува односите на соседните балкански земји кон Македонија. Станува збор за Македонската револуционерна организација која што на површина ја изфрла идејата за автономија на Македонија, најпрви во рамките на Османската држава, а потоа тоа да послужи како една преодна етапа за создавање на независна македонска држава. Значаен дел од грчките интелектуалци ќе идезат со разни негативни ставови по однос на самото востание, представувајќи го тоа како дело на бугарските власти во Македонија, како обид за ширење на бугарската идеја и на бугарскиот народ. Μετά την εξέγερση του Ήλιντεν έγινε αισθητός στην Αθήνα ο κίνδυνος τότε από τα εμείς τα λέγαμε βουλγαρικά κομιτάτα, από τη ВМРО και γενικότερα από τη Βουλγαρία. Во време на Илиденското востание, грците нудеа со војна да ја помогнат на Османската држава за да задуши Илиденското востание. Докаде одеше тоа? Όταν τελικά ταυτίζονται τα συμφέροντα των Μακεδόνων Σλάβων με τη βουλγαρική εθνική ιδέα, αλλά βλέπουν κάποτε ότι η Βουλγαρία δεν μπορεί να παίξει ένα ρόλο και όλη αυτή η κίνηση που γίνεται με τη ВМРО, τα κομιτάτα, με τις συγκρούσεις και όλα αυτά, ακόμα και με την εξέγερση του Ήλιντεν, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν δεν είχαν την υπόσχεση ψευδή ότι η Βουλγαρία θα κηρύξει πόλεμο και θα κινηθεί, δεν θα ξεκινούσαν. После востанието започнува веќе и србите, и грците, и бугарите на отворена агресија со вооружени чети, финансирани од државите, обучувани, се разбира, предводени од офицери, практично отворена војна агресија се изврши овде пред очите на европските големи сили. Грчките андърски чети ќе навлезат во јужните делови на Македонија и некои нивни чети ќе стигнат дури и до Смилево, ќе го запалат Смилево, други ќе делуваат во Гевгелиско, во околината на Струмица и така натаму. Τότε για μας μετά το Ήλιντεν καταλαβαίνουν στην Αθήνα
ότι κατά της βουλγαρικής πολιτικής στη Μακεδονία πρέπει να έχεις και ένοπλα σώματα, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι να μπορέσουν να κάνουν έναν ανταρτοπόλεμο. Αυτοί τώρα είναι ντόπιοι, όμως είναι Έλληνες αξιωματικοί που διοικούν τα σώματα. Από το 1904 μέχρι το 1908 υπάρχει ένας αγώνας εδώ μεταξύ ελληνικών ανταρτικών σωμάτων και βουλγαρικών τότε, για τη δική μας αντίληψη, ανταρτικών σωμάτων. Επειδή η Βεμερό είχε περάσει μια μεγάλη κρίση μετά το Ήλιντεν, γιατί αναζητήθηκαν ευθύνες ποιος παρέσυρε τον κόσμο στην εξέγερση, Ρίλσκι μοναστήρ, θυμάστε, ο Σαντάνς και ο Τσαρνοπέφ διαφοροποιούνται, η διάσπαση της Βεμερό, η βοήθεια που δίναν οι βλάχοι στα ελληνικά ανταρτικά σώματα, ιδιαίτερα στην περιοχή του μοναστηριού κτλ., συντέλεσαν ώστε οι Έλληνες να μπορέσουν να έχουν αρκετές επιτυχίες. Целта не е само да се победат четите на Македонската револуционерна организација или пак конкурентските чети, туку и да се покаже докаде е грчкиот интерес. Και εγώ θα έλεγα ότι στο στοιχείο της ταυτότητας το λεγόμενο, η λεγόμενη σλαβομακεδονική ταυτότητα είναι μία προσπάθεια διαφοροποίησης από το βουλγαρικό εθνικισμό, τον σερβικό εθνικισμό και τον ελληνικό εθνικισμό. Δηλαδή πάρεις παράδειγμα τον Μισήρκοφ. Ο Μισήρκοφ ήταν από εδώ, από το χωριό Νέα Πέλα. Πήγε σε ελληνικό σχολείο, ελληνικά έμαθε. Πήγε στη Βουλγαρία, μαθαίνει εκεί τα βουλγαρικά και τα λοιπά. Πάει στη Σερβία. Πέρασε από όλες αυτές τις προπαγάνδες και είδε ότι 25 χρόνια δεν γίνεται τίποτα. Άρα πρέπει να διαφοροποιηθούμε και το λέει ξεκάθαρα ότι μιλάω σαν πολιτικός. Со Илинденското остание народот македонски покажа дека е решен да се бори, да се избори за своја држава, дека создаде моќна организација и доколку сега и европските големи сили, кои што се појави како реформаторки, се придржува за реформската програма, тоа можело да доведе до создавање на автономна македонска држава, а тоа значи да пропаднат сите нивни планови. Почетокот на Првата Балканска војна бил одлична можност линијата за поделба на Османлиска Македонија повторно да биде ставена на маса, но овој пат не за поделба на интересни сфери, туку за територијална поделба. 1910-11 година почнува да се надзираат контурите на идниот Балкански сојуз за поделба на османското наследство во Македонија и во тој контекст интересно е ако се проследат и преговорите помеѓу балканските земји, кој докаде барал разграничување. Грчката држава била раководена од Елефтериос Венизелос, врвен политичар, врвен манипулатор, интригант и врвен интелектуалец. На почетокот од Првата Балканска војна, грчката влада испратила меморандум до сојузниците, познат како меморандум Коромилас, според грчкиот министер за надворешни работи. Според него, кон Грција требало да се припојат териториите јужно од линијата која почнувала од реката Места на исток и преку Боздак, одела кон Демиркапија и натаму кон Крушево, помеѓу Преспанското и Охридското езеро и да заврши кај Валона. Бугарите кои ќе го добијат овој меморандум ќе збеснат. Дури во разговорот на еден бугарски политичар со Венизелос, отворено било кажано, ако знаевме дека вие го барате Солуна и ги барате овие територии, никош немаше да се согласиме со вас да подпишеме било каков сојуз. Грчкиот премиер Венизелос тактички избегнал да се обврзе на исцртување на конкретна линија, бидејќи било тешко да се договорат со бугарите. Но потајно секој се надевал дека со силата на оружјето ќе успее да ја оствари замислената цел. Венизелос, неколку дена по почетокот на грчките војни дејствија, испратил една телеграма до престолонаследникот и главен командант на војните сили на фронтот, принцот Константинос. Во неа, грчкиот премиер нагласил дека заради политички причини, војската морала да брза кон Солун. Тој сметал дека Солун бил приоритет на грчките воени активности во војната. Кон Солун одели и бугарите, а со тоа постоела опасност тие први да влизат во градот, сметал Венизелос и затоа инсистирал да се оди исклучително на Солун. Βαλκανικών πολέμων. Όλοι γιορτάζουμε, και οι Έλληνες και οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι στην αρχή κτλ. Μόνο εσείς δεν γιορτάζετε.
Λέτε ότι τότε η Μακεδονία διαμελίστηκε μες στους Βαλκάνιους γείτονες και το Βουκουρέστι. Τι ήταν η Μακεδονία πριν τις 10 Αυγούστου του 1913. Δεν ήταν κράτος ξεχωριστό όπως η Πολωνία για να πεις ότι διαμελίστηκε. Ήταν μια περιοχή την οποία είχαν απελευθερώσει κατά τη γνώμη μου οι Βαλκάνιοι συμμαχοί. Ήταν η Βουλγαρία αυτή η οποία διεκδικούσε το μεγαλύτερο κομμάτι και αυτή η οποία ήθελε να αλλάξουν τα σύνορα. Грчката војска влегла во Солун. Основата за остварување на територијалните амбиции била поставена. Бугарија бараше, бидејќи најмногу придонела за победата на војната, да има излез од Црно до Јадранско море. Да немат граница меѓу Србија и Грција. Овие беа подстрекуваат цена да имат меѓу себе граници. И тога немаше спогодување. Следуваше војна. Кој ќе му стане јасно на Венизелос дека судирот со Бугарија е неизбежен, со србите преговара Битола, која што грците ја смета за своја зона, за свој град, беше освоен од српската војска и Венизелос се согласи Битола да остане во Србија. При тоа, надвор од линијата која била исцртана во 80-тите години на 19-тиот век, останале Битола, Крушево, Гевгелија, Струмица, Мелник и Неврокоп. Односно, надвор од линијата останал помалиот дел. Најголеми злочини направија грците во време на војната. Жестоко ги гранатира македонските градови. Кукуш до темел беше уништен. Многу населени беше тотално разорени со гранатирање, кај што влегува. Се разбира, никој нели не уништува сопствена територија, нели така како е то така, како што тврдат грците. Венизелос успеал во голема мера да ја оствари линијата која била нацртана од Папаригопулос и грчките дипломати. Таа дури и денес е актуелна. Грците немаат ниту историско, ниту реално право на таа територија, затоа што грчкото население беше минорно во споредба со другите. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να σας αποκαλέσουμε. Σας το λέτε Μακεδόνες, Σλάβο Μακεδόνες, ότι δεν είστε Βούλγαροι. Το θέμα είναι ότι δημιουργείται ένα ιδεολόγημα και ένα μύθευμα πίσω από όλο αυτό, που ό,τι αναφέρεται στον όρο Μακεδονία και Μακεδόνες, μονοπολείται και ταυτίζεται μόνο με το Δήμεσάς. Бидејќи клучно прашање за грчката држава е македонското прашање, затоа тие бара начини да се издействува македонската држава, односно македонско државно да признае дека таа територија била и е грчка државна територија. Είχαν πολεμήσει για αυτά, είχε χυθεί αίμα γι' αυτό, ήταν ένας μεγάλος πόλεμος. Και στη συνέχεια μετά τους Βαλκανικούς, στον Πρώτο Παγκόσμιο, υπήρξε πάλι αμφισβητούμενο έδαφος η περιοχή αυτή. Και στη συνέχεια, ουσιαστικά μέχρι το 1949, το ζήτημα αυτό παρέμενε ανοιχτό.